Драги мои, добро дојдовте во уште едно издание на Бизнис Муабети заедно со Фактор МК. Јас сум Мишко Иванов и овој пат имаме една интересна бизнис приказна. Разговараме со Божидар Јанковски или Бобо Дајнерс. Приказна која што на многу моменти е импресивна, затоа што има и многу падови во кариерата на Бобо, но има и многу подеми за тоа што и како се случува со Дајнерс, бидејќи слават 30 години јубилеј, 30 години од постоењето, колку пари се вртат во светот на картиците, колкав е профитот и за многу други работи во разговорот со Бобо Дајнерс. Ве поканувам уште еднаш да останете со уште едно издание на Бизнис Муабети на самиот старт. Нормално поздрав и до нашите спонзори. Форма нова за сите вас, на кои што ви е потребно да го средите, да го уредите вашиот дом, со нормално маси, столици или спални или кујни или што сакате. Форма нова е овде затоа што е едно достапно со цени, друго станува збори за врвен квалитет. Како што реков, почнуваме со Бизнис Муабети, велиме добре дојде за нашиот гостин Божидар Јанковски, Бобо Дајнерс. Драго ми е што сте овде. Добро дојдовте. Добро најдов. Божидар Јанковски. Да. Кога гледа малку, ја дори мислев Јанковиќ, викам да не е, викам нешто со градоначалникот на Лјубљана со Меркатор, па ми текна дека е Јанковски. Не. Како си, Бобо? Не. Добро, не сме одлично. се видели од подавно, ова коронава малку не испораздели и онака ќе се видиме и некако останало да се видиме на кафе, како се српски узречица, како попадно кажано. Како оди бизнисот? Добро, тоа е малце скопски. Узречица. Ајде се видиме, ајде се чуеме. Онда значи дека нема ни да се видиме, ни да се чуеме. Ако немаме некој конкретен повод, така да ова е убав повод да се видиме. 30 години, затоа реков како оди бизнисот. 30 години изгледа како вчера, а 3 децении воопшто не е малку. Па не е малку. Се надевам дека ќе води понатаму. 30 години да останеш во било која работа е многу. И у бизнис, и у било која сфера на животот. Така да, тоа го гледам како... Јас сум од 30 години од Дајнерс клуб, да бидам прецизен 25 години, значи не сите 30 години. Јас сум 99, така? 99-та година дојдов од Дајнерс, веќе Дајнерс работеше, оваа година славаме 30 години, 25 години сум јас во него. Морам да признам дека сум горд. Па добро, и твоето е јубилеј, 25 години. Да. Веќе почнеш да славиш јубилеј, нешто, значи дека треба полека. Само ме буни на страната, на кога се подготвува, вели почна со работа 96. Но веројатно 94-та се почетоците, така? 94-та година е отворена компанијата Дајнерс клуб Македонија, МАК и така натаму. Направени се првите продажни места за примање на Дајнерс картичките, а 96-та се издадени првите картички. Добро. Да, тоа што значи така, некој 30, процес. 30 Прво мора да има негде каде ќе ги примаат картички или каде луѓе ќе трошат пари, па подоцна да издадат. Кога е роден денот? Немаме таков да, не знам како датум немам. Меѓутоа ќе има веројатно предпоставам некој одбележување или уште размислувате? Не, размислувавме до пред месец дена да правиме една прослава за 30 години Дајнерс клуб. По македонски да се измериме сега да видиме Така кој ќе дојде, што ќе дојде. Баш поради тоа, кога почнеме да видиме кој ќе дојде, кој нема да дојде и да се измериме, решивме да парите што би ги потрошиле во некаква манифестација, прослава и така натаму, да ги донираме во текот на оваа година на одредени институции, поединци, места каде што ние мислиме, каде што ќе оцениме дека се потребни, каде што негде повеќе би им завршиле работа на некои луѓе и на некои организации, него да поминеме добро, не знам, 3-4 сата. Не велам ништо, немам ништо против да се разбереме против прославите, сакам прослави. Сакам
да ги правам, сакам да одам на нив, но оваа година некако со тимов со кои работам со исти луѓе веќе долго време. Нешто договаравме, па ќе правиме, нема да правиме, и на крај беше ајде, можеби подобро да ги донираме тие пари, тие средства на места каде што мислам дека луѓето ќе бидат посрекни него. Да. Ние на самата прослава. Оној Да бидеме момент, искрени. оној момент на Скопска македонска шема кој ќе се соберат дека одбележал Дайндерс 30 години од постоењето ќе помине по медиумите, но дефинитивно дека еден момент на тие потрошени пари да ги дадете во Па било која правевме здравствена да, ние институција правевме или- 20 и беа убави прослави, кажам, немам ништо против тие прослави, можеби и ние да направиме некој мал коктел и така натаму, но сигурно нема да биде онака прослава која не знам, ќе бидеш да дојдеш да бидеш виден или да те видат и така натаму. со Северина, да речем. Па да. За Северин. Ако те вратам наназад 99-та година, тоа се годините или 96-та, тоа се години кога банките, иако се уште доминираат, и сега влегувате вие во овој бизнис во 99-та, страв постоеше од аспект на тоа, ние сме научени на кешерица. Се нешто картица, па треба да идеш да вадиш, па камата, па 12 рати без камата, па со камата. Ние уште научени тоа веа времења на чекови, знаете, кога Да. вежбавме подписи по банките. Тоа е време која беше најзначајно да имаш човек у банка кој ќе ти даде поише чекови nego што ти Да. треба. На Па потоа 1200 да имаш денари. уште, да, па да имаш пар луѓе на по некој продавници да ти ги чуваат чековите Да. некое време. Сега мада концептот е исто останат, само методите се други. Тешко прифаќаме ние новитети или? Па исто. Не, јас избегнувам такви асоциации во смисол дека ние сме нешто посебни, потешко прифаќаме или полесно прифаќаме. Искуството од овие 25 години од Дайндерс клуб и претходно на места што сум работел, ми покажал дека луѓето се исти. Сегде. Значи, навиките на луѓето се некои понапредни ради технологијата, ради степенот на развојот на нивната земја, но навиките на луѓето, онака, нивните основни, да кажам, примарни навики се исти. Никој не кел на времето картици ни во западниот свет, па онда полека малтене економијата ќе те принуди. Сега пред некој ден бев на една такмица и да купиме сендвичи нешто, нема кеш. Онда идеш у хотел да платиш нешто на не соба, него да платиш нека сметка за пиење кафе, нема кеш. Сека. Онда сакаш не кеш, ти ќе мораш да се привикнеш на ова. Сега има еден момент. Мада само мислам дека готовината кешот ќе остане за секојаш така во некој дел застапена. Тоа е моето. Кешот е барем уште некој време. добро, во Македонија картица не поминува на избори. Да. Тама е кешот игра. Но она што ме фрапираше, но тоа не е поврзано со Дайндерс, туку е поврзано со банките. Говорам за Виена. Јас седувам исто на утакмица првенство на надпревар. Седнуваме во сред Виена на кафе, на чај. И вениме картица. И он вели не може со картица. И сега ти остануваш фрапиран зашто не може со картица. И ми вели доволно се банките богати за ние да ги богатиме, ние работиме само со кеш, па трчиме, па вадиме во сред Виена. Дали е тоа еден тренд кој што го приметувам дека има веќе по европските земји, меѓутоа тоа пак ќе кажеме врзано на некој начин со банките, со провизиите. Пазите, говорам за традиционални кафулиња кои што биле во центарот на Марија Штрасе, на познатата на
Па ви кажав преска, навиките на луѓето се исти. Дали е кафичот на Маршал Тито овдека, тоест улица Македонија, по ова се гледа колку сум стар, или на Кертнер Штрасе у Виена, или на, не знам, Бонд Стрит или Оксфорд Стрит у Лондон, навиките се исти. Значи, кафулињата ми личи на вадење, не би сакал да ги богатам банките, па не примам картица, па примам кеш. Да, демека многу провизии извале банките. Кешот, Сега тоа беше приказна никој, на келнерот. Така е. Тоа никој не ги праша нив колкави провизии зимат на кафето, така да се они гледаат. Се сите ја гледаат, знаеш, тоа те секогаш гледате, тој другиот колку зима. Мада тоа никогаш не сум го практикувал тој манир. Но несомнено не ме интересирало, например, колку зима банката, бидејќи банката зима, колку што тоа е пазар, колку што се луѓето спремни да платат. Да нема побарување, ќе нема и понуда, цените. Ја верувам, јас сум тврдо корен капиталиста, да се разбере, мислам, со некакви хумани својства. Затоа што мислам дека пазарот решава на крај се. Дали си добар, дали ќе ти треба кеш, дали ќе треба картица, каде ќе треба кеш, каде картица, колку банките колкава провизија ќе зимаат, Дайнерс дали ќе зима провизија или нема да зима, патиките колку ќе коштаат. Тоа на крајот приказната го решава пазарот, нормално, не дивиот пазар, него регулиран пазар, но слободен. Тоа е најбитната работа, ако сакаме воопшто светот, економијата да се движи, државата наша да се движи и било што, само слободни работи може да имаат успех, просперитет и да се движат во права насока. Тоа е моето мислење, така да тие секогаш има примери каде што знам, мене ми се случувало тоа, не кеш. Те само во Австрија и во соседство и во Хрватска, и во Србија, и во Грција. Во Грција тоа е редовна појава, например, не, нешто расипане машинката, нечи ни ова, нечи ни она. Тоа и мене и во Србија ми се случува, но особено после 7, да. Да, нешто апаратот за фискално не работи. Па да го рестартираме, па да го... батерија да се подржи. Интернет. Добро, тоа е повеќе вака на кого што му треба одреден момент. Иначе, генерален тренд, мислам дека кешот ќе се задржи, тоа е мое мислење, но доминантно средство за плаќање ќе стане картичката. Веќе картичката станува историја. Тоа сакам да прашам сега. Она чудо телефон мобилен, на кој сме му роб, тоест ќе стане се. Значи, нема ти треба ни картичка, ни новчаник, ни лична карта, али ако го немаш телефонот, онда немаш ништо. Тоа сакав да прашам сега. Меѓутоа, тоа гледаме ние нанапред затоа што или еве како вие гледавте во 99-та година, треба да гледате неколку години нанапред. Вие денеска се уште имаме ние генерација пензионери кои што мача да се извади пензијата со картица, па не оди на банкомат, па ќе влезе внатре. Меѓутоа треба да гледате чекор нанапред, дека младите, например, тие веќе дури ни картицата и се поприметно е тоа дека гледате дека луѓето пазарат со телефон, купува со телефон. Но, колку биткоинот може да биде опасност за картицата? Да бидам искрен, јас немам никакво искуство со биткоин. Ниту јас немам, но гледам нешто негде се пазари нешто. Не го разбирам. Моето базично познавање или базично мислење многу мало за биткоинот и за тие средства. Она што јас, ама тоа е мое мислење кое не мора да е точно, мислам дека се тоа барање алтернативни начини на плаќање, на избегнување на некакви регуларни текови во економијата, во финансискиот пазар. Тоа е мое мислење. Со многу луѓе сум дискутирал, не мислам така, но тоа јас се уште мислам така, затоа што како што онака колку можам да следаме
во светот веќе почнува строгата регулатива на тргувањето на биткоинот и така натаму. Сега во кој правец тоа ќе оди? Да. Навистина не би знаел да немам навистина никакво искуство. Не верувам, ја лично генерално не верувам на има една правило се што оди горе, оди доле. Значи тоа успехот и профитот што го носи биткоинот толку е нагло и брзо да негде најсигурно е, не најверојатно, но сигурно е дека многу луѓе кои нема да се сложат со мене и го давам тоа за право, како што го задржувам правото за себе да мислам дека се што толку брзо оди нагоре ќе отиде и надоле, така да негде ќе се нивелира. Да, битна е. Али немам никаква, навистина никакво искуство во таа во таа сфера. Дајте ми го Diners. Кога влегувате вие 99-та година, колку корисници имали, колку картички имате поделено, дадено? Имате бројки евиденција и колку е денес, например? Мојот омилен писател Маркез вика, воопшто не е битно што се случило. Битно е како се сеќаваме на тоа што се случило и како другите се сеќаваат на тоа. Така да, искрено, не памтам и дури не робувам на тоа како сме почнале. Мислам дека сме имали некои 2-3 1500 картички. Може би, не знам. Денес? Денеска 115.000 карти. За некого се многу, за некого малце, 25 години. Нашата стратегија е да тоа оди полека, но сигурно. Во тоа време ти 1500 може да биле и повеќе него овие 15.000 сега, може би, не знам. Не се споредуваат. Да, не можете. Времињата се сменија времињата. Така, времињата се сменија. Од друга страна, дали се 15.000 до за нас во овој момент би сакале да имаме 17, 18 ки ги имаме сигурно и 20 за неколку години. Но како што реков преска за биткоинот, ја длабоко верувам во стабилен и но стабилен раст. Спор, стабилен раст. Не верувам во она брзи приказни инстант кафиња, инстант успеси. Во тоа не верувам. Постои тоа, има такви, но тоа не се генерални успешни приказни. Но не сте нападни, нахални како банките, например, кога ќе видат и да ви понудиме ваква картица, видаме дека сте добри и вие, например, не се јавувате во тој дел, не знам дали ќе го сврстиме во маркетиншки, онака во продавањето. Како ја собирате, влечете клиентелата? Банките имаат поголема база на која се обраќаат. И затоа со право се и појавни и повеќе вложуваат во маркетинг. Повеќе ги има затоа што базата на луѓето на кои им се обраќаат е многу поголема. За разлика од Diners Club, ние им се обраќаме на многу помал сегмент или контингент на луѓе кои би сакале да ја имаат картичката. Не дека ги бираме, но сепак тоа се луѓе кои сакале да имаат, како ќе кажем, пристојна заработувачка, тоа значи дека тоа некоја просечна заработувачка во Македонија да имаат кредитно биро кое дозволува нашата картичка да може. Не сакаме да се задужуваат повеќе него што требало да се задужуваат, за да може да ги враќаат своите долгови кон нас и кон банките. Така да стратегијата е условена со тоа на кого му се обраќаме. Најмногу е од тоа условена. Се обраќаме на помал сегмент на луѓе, затоа и помал цена има. На избрана клиентела? На избрана клиентела? Не е тоа, кога ќе употребите израз избрана клиентела, значи така малце. Не тоа. Добро, Diners како доживуваат, како може да го има елитата, затоа што... Тоа е погрешна перцепција. Со таа погрешна перцепција се бориме 20 години, никако не успеаваме тоа да го... Нашиот просечен
член има некој лимит од 30.000 денари. А зашто па се 25-30.000. борите? Па нека остане така и тоа е убава приказна. Па добро, тоа е убава приказна, ама ги одбива луѓето кога првото чувство е мене би ме одбивало. Можеби Кога- фашата, можеби таа е поубава приказна отколку оваа другова со брзиви кредити дојдете одма само Не, лична не, карта. не ги земам. Значи, видите, за секого на пазарот има место, или барем треба да се потруди на свое место, така да и брзите кредити, ние, банките и така натаму. Но кога ќе имате некое чувство на нешто што е, не знам, за одбрано друштво. И јас лично Се нервира? ме нервирало секогаш кога ќе имало локал за одбрано друштво. Ја не мислам дека тој секогаш ќе има. Ја не мислам дека треба. Јас сум човек кој не сакам да бидам дел од одбрано друштво. Јас сакам да бидам дел Од сите. од сите. Добро, Не ние знаеме. постои сите, Бобо Данерс но е од кај Миро Преј. поголемото- Ние Па знаеме. добро, да, знаете, на тој прекар сум исто така горд као на работата од Diners, бидејќи тоа малце ти прави некаков сигничер, ти дава печат на оно што си го Аха. работел. Значи, предходно имав шпедиција, па ме вика Бобо Сканшпед, па сега кога таа работев некоја 5-6 години, не знам ни кога, после тоа во Diners, и значи дека нешто сум оставил, некаков печак Аха. постоел. Да немало успех Diners, не би бил ни ја Бобо Diners, никој не ме ни позна као Јанковски или кои кажат така, они ми Добро, се но Бобо слободен и сите го така. знаат. Да, Бобо, па добро, Урбан не, Лик се јавија. Скопје се Убаво е. Некојаш луѓето викаат, знаете, ми смета дека те знаат или не те знаат така. Не ми смета. На крајот приказната ние, како да кажам, без суета нема успех. Нема успех. Не си суетен малце, или, али да се бориш со суетата да не те поклопи тебе, него ти не да некако успеваш да зауздаш. Да, во тој случај ќе имаш успех. А тоа дел е тоа да те знаат, е дел од тоа што го работиш на крајот приказната. Па не знам, Тоа е никогаш не нешто. сум те доживел како суетен. Кој? Вие? Да. Како Или јас? суетна личност. Тебе. Има што дефинираме како суета Види сега. овако од Суета, страна кога ние- гледаш може да делува за некој овој Боба, ама а Боба изгледа толку нормално, значи кој јас имам чувство Суетен дека сум кој за да се успех. јави, да. Суетен сум за успех. Суетен, сакам да успеам. Сакам да ми успеат проектите. Не мислам на, знаете, обично кога зборуваат луѓето за суета, мислат на во негативна конотација, затоа што тоа го гледаат кај луѓето каде што суетата ја победува личноста и онда имаш проблем. Да. Ако успееш видите, вие сте суетен, сигурно. Вие сакате оваа мисија да биде оваа мисија со мене. Да. Сите ваши мисии, секој проект, патот до успехот. Тоа е, за мене, тоа е суета. Сака да вие, сигурно негде, со ова што го работите, сакате да оставите трага. Да. Сакате да оставите трага, сакате да оставите нешто поди себе, на крајот приказната. Што се друго е менливо. Нешто да останете, зашто им завидувам највеќе на уметнициве, добрите уметници, и позадинив останува сериозна трага која не можеш да избришеш со години, стотици години. Па добро, ја мислам дека и ние сме оставили. И таква ние трага. ќе оставиме и Сме нас ќе не... оставили. Ние сме... Еве ја суетата. Јас мислам дека ние сме оставиле се. Таа е суета... Па не, јас таа е гледам су- по дел од таа е су- интервјуата кои што сум ги направил, на кои што можам да бидам горчив, вклучително и ваквото, кое што останува и тврдам дека ќе остане така. Колку и да звучи суетно, да. Тоа звучи суетно и тоа е добро. Се доека вие ќе командуете вашата или ќе водите вашата суета, и тоа ќе ви служи и тоа ќе биде одлично. Не, имаше едно многу убаво предавање и не постои успешен човек кој не е суетен. Но мислам на суетата
во позитивна насока. Да, ви ме кажам. сватив, Ви- во ме работата, сватив, да, во не работата. не како Не можете карактерна особина. Да, не како карактерна особина, ако она поклопи, вие сте суетен, вие Да. мислите дека нешто сте специјален дел од нешто Да. или сте специјално. Уствари карактерно суетни се оние кои што ништо не оставили. Ништо За кој нема себе. да оставиш, onda се Да. onda misliш Се дека плуваш. си да, браво. Скопски кажа. Да, браво. Onda misliš дека си нешто побитен него што си. На крај окей. Битни сме колку позади нешто ќе оставиме. Така е. Некаква трага за во работењето, во градот, во животот. На крај колку трага ќе оставиме кај луѓето со кои сме дружиле, колку трага ќе оставам кај вас. Дали убаво Да. тоа ќе биде меморија или беззначајно ќе ме забориш за 10 дена Па не, као никакво еве сме интервју. снимале, кога сме снимале, па кога и да се Да, слушаме, да. на пример, скреваме телефон Било за убаво. било Така што, е, да, така за е. било што. И тоа е големината кај Па кај луѓето. се надевам дека се уште Мгм. успеваме таа суета. Да, тоа. А колку пари се вртат во овој бизнис со картиците во овие 30 години, колку пари имате ли евиденција колку пари се сврти? Не говорам за профит, туку онака колку се има како обрат. Стигнуваат ли? Многу. Милиони, милиарди, Многу. Со картичките секоја година се повеќе и повеќе. Колку? Колку? Не знам. Видите, бизнис, пошто е деловен подкаст, во принцип, збориме за бизнис, бројките се најважни. И тие кажуваат се, дали ви успеала годината, не ви успеала годината и така натаму. Но јас длабоко верувам дека ако мислиш само да ги бркаш бројките, шанса нема да успееш. По пат ќе ги изгубиш работите кои би те донеле до бројките. Значи мора да имаш нешто што ќе те донесе до таа бројка, дали е профит, дали е промет, за промет е безпредметно да се збори. Добра, за профит можеме да збориме? За профит, па можеме да збориме за профити. Дајнес од која сум јас, нема година која не ја завршила со профит. Колку? Некогаш со поголем, некогаш со помал. Се движеле, профитите се движат од, не знам, 100, 200, 300, 400 илјади евра и така натаму. Виси тоа дали имаме инвестиции, немаме инвестиции и така натаму. При тоа, кој ќе кажете, исто така, знаете, профит. Луѓето го зимаат, тоа се пари што сигурно тап ќе ги земеш као профит, ги имаш негде или негде ги носиш. Не. Не, тоа е само една бројка у вашиот баланс шит, кој ви каже толку е, а тие пари понатаму ако сакате да голем дел од тие пари ќе мора да ги реинвестирате ако сакате да дојдете напред. Не сам вегања, тоа е она што го зборев, не можете само бројките да ве мотивираат, да земам 100. Не, него требам да купам нов софтвер, а тој кошта 100. Па морам да направам 100 да би ги купил тој софтвер. За тој софтвер да ми донесе картичка, не 300, да донесе картичка со посебни својства или карактеристики кои ќе го направи Мишко среќен или некој друг, па тој среќен која ќе троши ова, ќе донесе некаков профит. Па тој профит понатаму пак иде по истата таа некоја траекторија натаму. Знаете, многу битно е да Македонија една работа не успеа, баш некако од оваа гледна точка. Знаете, кога ќе зборат луѓето, зборат само за профити, за пари кои некако вие ги таложат, што се у наводници. Тоа знаете зашто? Ние не створивме култ на успешни, деловни луѓе. Значи, можеш да бидеш успешен пејач, можеш да бидеш успешен фликар, што е фантастично, Да. А успешен но бизнисмен успешен бизнисмен си дефолт, ти сумњив дека си криминалец. И тоа е од 90-та наваму, баш тоа ми е некако
ја немам другари, нити имам пријатели кои работеле во државни фирми, биле во нешто, да, сопругата моја е политичар, ама не работела во државна служба, у смисол да тоа да била, не знам, службеник у некој државно предпријатие. Политика е друга приказна, имам посебен респект за нив, сериозно. Колку е тоа мада непопуларно, но не направивме ние, кога ќе кажем тоа не постојат ние или сите. Баш тие политичари за сите овие 30 години ние како општество не направивме дека треба да се негува култ на успешни луѓе. Успеал некој. Не постои случаен успех. Значи, она што длабоко веруваме дека не постои успех, ете така се случило. Да, се случило и брзо се пропаѓа. Брзо иде горе, брзо паѓа доле, завршена. Ама тоа никој не го памти. Но Македонија има сериозно успешни деловни луѓе со години, 20, 30 години, 30 години Македонија, колку е? 33 години. 33 години ние покажавме дека Македонија има сериозни, успешни луѓе. Гледав некоја листа пред некој ден на некој деловниве вестници, има само 2-3 македонци во... Што е срамота? Ама таа срамота не е срамота за луѓето деловни. Амбиентот мора да направиме дека човекот што ќе заработи, ќе заработи и воопште не е тоа срамота он дека си направат како на кој начин тоа треба да се контролира и оставите ги луѓето да работат. Кој ја прави таа пропаганда? Конкуренцијата? Јас се согласувам со вас. Една од идеите на емисијата е и токму тоа дека луѓето кои што се во светот на бизнисот, на крајот од денот светот го вртат и парите, светот го вртат и информациите, меѓутоа не можеме ние да имаме изградено однос кон секој успешен бизнисмен дека тој е по дефолт криминалец. Ние сме заробени на сакате конкуренција, сакате рекетари. Ние сме држава каде што и во еден таков момент ги доведувате бизнисмените да се повлечат. И знаете, кога ќе отвориме вакви теми, кога ќе ги прашам колку тежите, што во Америка е многу нормално, ниту Трамп, ниту било кој се срами да каже колку тежи затоа што не ги украл парите, кај нас и кај бизнисмените постои оној страв како ќе реагира јавноста, па сега ние сме друга земја. Така средината ја изгубивме. Не градиме култ за успешни бизнисмени, честни исклучоци, кои бидејќи ги имаме ние. Не. Моето длабоко верување дека не огромното мнозинство, но 99% од деловните луѓе се честни луѓе. Мислам да не почињаме да слегуваме од таа некоја мантра дека мислам како што има нечестни во, не знам, во музика, у спорт, сега има такви нешто, но не смееме да кажеме и се нормално да луѓето викаат не затоа што општествената, значи ова е, ајде да кажеме, колку има емисии и колку вие можете да прочитате добри работи за наши успешни луѓе. За тројца можеме да прочитаме. А успешни луѓе, да кажете, тоа ќе прочитате во странски медиуми. И тоа во странски медиуми. Например, за Мукуетов ќе прочитате по Хрватска, по Словенија, по Германија. Живко е еден од... Сега ја не го вземам за пример. Не, во го спомнавте, исклучително успешен. Имаме пар успешни бизнисмени кои што пазите тие работуваат по 1000 луѓе. Збориме за солидни. И сега ние вместо да правиме наративи такви, успешни приказни на крајот од денот. Да во медиумите, во социјалните медиуми, во традиционалните медиуми, има таков еден наратив да ги, затоа што младите луѓе, видите, да им направите доли дека треба да работат и со работа ќе заработат. Колку не уби тука транзицијата?
кога ги споменавте младите, бидејќи идоли наместо успешни ликови. Еве ако сакате од типот на Џоковиќ, на Горан Пандев, на не знам, на Дарко Панџев, нив им станува идоли луѓе кои што доаѓаат до тие брзи заработувачки. Тоа се тие криминалци кои што брзо заработува и децата се идентификува со оние, знаете, келеви со дебели ланци. Знаете, во некој развоен тек на било која држава, општество, морате да ги поминете сите фази. Како и компанија, човек, значи морате да ги поминете, не знам, да бидете бебе, па дете, па сите болести, па да ја вакцинираат, ако не ја вакцинираат, онда ќе се заразите, па ќе се лечите, па сите фази. Мислам дека ние, ова кога кажувам да изградиме или не изградивме, зборувам дека ние сите што учествуваме во некаков општествен живот, на било кој начин, и како деловни луѓе, и како новинари, како политичари, така натаму, треба да направиме, да се трудиме да изградиме таков еден позитивен однос кон успешните луѓе. Но секако треба да имаме исто така разбирање дека оваа држава е само, значи, зборам самостојно, некако дел од Југославија е 34 години. Тоа во развојот на една држава е малце. Да, многу малце. И сега, точно е, не можеме да чекаме сами по себе да се излечиме, него ние сега... Тоа не мораме и сами да си помогнеме. Така е, ние мораме сами да се помогнеме. И јас секогаш, кога имам прилика да зборувам со луѓето кои креираат таа општествена атмосфера, да креираат, да бидат позитивни, да не да почињаат вестите со негатива, не само негативната вест е вест. Значи нема позитивна вест да е вест. Не, например, значи не знам, и онда ако починеме со негативни вести, како што се вести, луѓето се негативни, отруени. Да. Они сега цело време се у некој зачаран круг на тоа дека не се задоволни. Ама некој изгледа му одговара ваква ситуација. Видите, ја на пример ги гледам Хрватија што прават. RTL и дека ги има. И сега има и редослед и во тоа како се прават вести. Или нормално оди она што е главната вест на денот. Карикирам дали политика Милановиќ, Пеленковиќ и така натаму, втора вест што е во свет. Трета вест е обавезно некој си Мишко, Ловро, не знам што, како наште некој начин и како тие од маслинки прават тулје, па како направили успешен бизнис, па продолжуваат вестите. После трета вест па наоѓаат друга успешна приказна. Кај нас го нема тоа. Ова е држава во која што секи ти простат, ама успех никако нема ти простат. Секи се фатат за 100.000 евра, 100-200.000 евра. Сега во град, 100.000 евра, 200.000 евра. Не, јасно ми е, ама јас ми рекол на многу луѓе така, рекол дојде, работите работа. И нема проблем никако. А овие големи ќе речат многу малку вести, овие бизнисмени живеа 100.000 евра. Се е работата на перцепцијава. Ова преска што го кажавте, значи јас навистина прво не мислам дека Македонија е исклучок од некаков генерален тренд светски, не мислам тоа. Дали можеме поише, сигурно можеме поише. На крајот приказната можеби можеме толку што каде што сме. На крајот приказната. Суетата да искористиме, мислам. Сега таа суета, ама во правиот. Да. За тоа зборувам, апропо така е, да. Потенцијал имаме, ви кажав, значи јас стварно спомнавте некој од нив, имам прекрасни пријатели, познаници, некои луѓе не ги познавам, ама сум читал за нив. Значи прекрасни, паметни, не е онака баш да се каже демагогија. Ние сме работлив, паметен народ. Обично големите. Ние сме работлив, паметен народ. И ние тоа мора да го рекламираме. Обично големите луѓе си исклучително нормални. Бидејќи сум имал можност да разговарам со мамини луѓе, да направам интервјуа.
еден Дуда Ивковиќ лесна му земја, кој што има буквално освоено све. Тој делуваше толку нормален во едно интервју, неоптеретен од ништо, не баре разговараш со комшијата. Еден Зоран Јанковиќ, градоначалникот на Лјубљана, вели: живеам за денот, се враќа назад во Југославија, кога повторно во Лјубљана ќе дојде возот од Скопје, кога ќе се истоварат оние пиперки, патличани, компири. Што правите, браке, или вие доле? И сега тоа е проблемот што ние се губиме малку 34 години. Не знаеме, не умееме со пиперот, со патлиџаните, ние се срамиме, демек. Ние ќе видиме селјаци, ај сега пипер, патлиџани. Ја барам така го доживувам тој момент. А од друга страна ви се кријат прекопци кои што прават растур систем и ние се доведуваме да јадеме пиперки, патлиџани, компири од Турција. Да го направиме да го направиме интервју интересно и онда ќе ви кажам не се слагам со вас. Супер. Нели ако се сложиме, онда ќе биде ја не слагам со вас затоа што во Македонија, во Скопје се живее многу подобро него што се живеело порано. И у 90-та, и у 70-та, и 80-та. Имав еден интересен разговор со еден мој пријател кој е доста помлад од мене и он тоа као, у Скопје како било, не знам, у 80-ти, у 90-ти години, така натаму. Значи, знаеш, кога збориш со луѓе кои у тоа време имале 20 години, мора да им било добро, зашто имале 20 години. Тоа е нормално. Мислам, глупо е било да им е денеска подобро него кои имале 20 години. Но мораме да бидеме честни и да кажеме дека Македонија 90-та година капацитетите што ги имала и сега капацитетите што ги има се огромна разлика. Помодерни, подобри, може би не во секој сегмент. Денес? Да, може би не во секој сегмент. Немој да плачеме за некоја наша минато, добро минато. На што да се насочиме да работиме, ако сме земјоделска земја, да е земјоделство да работиме. Затоа што видите, ние можеме да балансирам помеѓу деловниот дел на разговор и политичкиот дел на разговор кој цело време се трие тука, знаете, еден од друг, бидејќи не можеш да побегнеш да избегаш од таа работа. Ве разбирам. Точно ви го разбирам. Значи, она што и фали на оваа држава е стратегија за наредни 50 години. Проче. Значи, дали ќе биде црвени, црни, плави, зелени, жути на власт, треба таа генерална стратегија да се следи. Дали ќе бидеме ние земја на органско производство на, не знам, зеленчук, тоа е за економскиот дел и за политичкиот. Ние за све треба да имаме стратегија. За се, јас зборам за економскиот дел, треба да имаме стратегија во кој дел ќе се развиваме. Кога ќе направиме таа стратегија, ние сме у ситуација у која, знаете, компанија, или, да не зборам, компанија, вашата емисија ја менувате концепцијата, секоја втора емисија менувате концепција. Ќе ви успее емисијата? Не. Замислите сега, значи, тоа е лутање. Како? Значи, вие, да ви успее емисијата, да ви успее проектот, мора да имате еден озбилен концепт и на развоен план. Развоен план да биде одма на нормално, што би рекле на среден рок, бидејќи на долг рок сите сме мртви. Значи на среден рок, али среден рок за една држава е 30, 40, еве ги 30 години помина. Да. Ние тогаш да сме седнали, да сме кажали, добро, толку сме можеле, да не ги кудиме, знаете, тоаш се правила држава, па можело на една лево, на десно, на лево да тргне. Јас се обидувам да сум задоволен со она што го имам, а да тежам да направам да живеам подобро во иднина. Во минатово можам само
да научам над некои грешки и тоа луѓето тешко си ги признаваат, па за тоа тешко учат. Да бидам отворен кон туѓите грешки што ги направиле, да не морам ја и нивните да ги повторувам покрај моите. Да бидам задоволен дека денеска е убаво сончево време, на интервју сум кај вас, сум остил некаква трага зашто сме викнале вие, и да кажем, окей, ама утре ќе направиме уште подобро. Не сакам разговори кои е жалење и тажење нон-стоп. Направи нешто. Не ми се жали што било пред 10 години, 20 години, пред 5 години. Не ми се жали што било вчера. Вчера не постои. За вчера нешто што се случило, ниту ја, ниту вие нема да имаме исто мислење за 5 години. Нито па можеме да го смениме. Ние ќе го смениме. Има прекрасен, сакам да ви кажем, на последната конференција на Даниел Слуп на која присуствував, имаше, за жал не го знам името, ќе се потрудам, ќе ви го напишам да го ставите на вашиот медиум, затоа што мислам дека е многу интересантен, има сега треба да искочи и документарниот филм за дечко кој по една несреќа се парализира. Сега се качува по планини. Со една парализирана страна. И он во целиот беше гостин. Што беше толку инспиративно, да он во еден момент ова го употреби тоа. Значи, јас сватив во еден момент дека не можам ништо да сменам од минатото. Ништо. Но можам многу да направам за да дојдам до посукуваната цел. Ние со тие такви негативни вести, со тоа продуцираме дека нон-стоп генерации само се име некој друг крив, се некој друг се запостил, се некој друг имал врска. Цел свет имаат врски, цел свет има криминал, цел свет има бирократија, цел свет има... Ама, таму исто така има да се бориш за своето, за својата иднина, за својот ден, за себе. Да не чекаш да ти помогне мајка ти, татко ти, пријателите, баба ти. Знаете, тоа е она која го рекол, да се смени тој наратив. Тој наратив, ако луѓето, младите го гледаат на социјалните медиуми, таков наратив, таква некаква позитивна работа, па не могу, јас стварно не гледам толку негативно на ситуацијата во Македонија. Имаме проблеми, па целиот живот е... Нашиот живот живот е создаден од проблеми. Знаете, животот на крај ја го споредувам со управување на грешки. Ние нешто грешиме па исправаме, Замислите, ја не сум сретнал ниједен што не направил ниједна грешка. Ако добро ве сватив, пораката е не толку ми цвилите, не толку се желите, седни, загри задникот и работи ако ти се работи, а не ме вработија, не ме сакаат, не сакам да ќе ме малтретираат по митинзи, овакво. Знаете, кога ќе ме прашаат генерално за ова како успеало не знам, овој како успеало Па имам прочитано 10 биографии, главно се тоа музичари. Нема биографија во која вие најосновно нема да го видите она правило на 10.000 сати. Значи, ако сакате да успеете нешто, вие морате 10.000 сати да го направите. Мора се окозиш. Значи, 10.000 сати. Не проспиени ноќи. Значи, сакате да бидете, да имате, дали е тоа фудбал, дали е тоа музика, дали е тоа бизнис. Зар некој верува дека било кој директор, дел од управен одбор, нека не биде главниот директор, од било која компанија, значи не мора да биде
милионски суми. Нека се тоа и на крај добра, позитивна година за мала компанија. Дали си скозујат луѓето од работа. Јас стварно не знам никого, не познавам, не сум упознал никого, кој има иоле подолга и успешна кариера, а кој ама сериозно не работи. Значи сериозно не се фаќа што се вика за работа и тоа не се не познавам ниеден. Не познавам ниеден. Знаете, татко ми беше музичар во филхармонија. Свиреа по 3-4 пати неделно концерти имаше. Он секој ден вежбаа дома, он вежбаше сам, не пробата што ќе ја направи, него вежбаше дома по 3-4 сата. И беше, не знам, прв, најголемиот успех, прв контрабасист во Македонската филхармонија во Скопје. Значи во Скопје, во филхармонија, да бидеш музичар, еден дел од тој оркестар, ти дома ќе вежбаш. Да. Ако сакаш. При тоа, ако не вежбаш и останеш таму, 99 од 100 луѓе ќе знаат дека не си вежбал. Тоа така е. Во бизнисот е исто. Ќе ви успее една година. Секаде е. Ќе ви успее И втора. јас сум Ќе ви со успее. сличната дома, Вие. Па немојте да еве пред малце разговаравме, инвестирате у нов начин на комуникација. Зависите да застанете. Нема застанување. Сега нешто тука више не сум, не знам каде, па не знам што ќе правам, па сега да видам дали некој да ми најде. Па ова е стварно респект, ја не дека сум тука на емисија, стварно респект. Ја некаки, пошто подкасти сега, тој нов тренд некако, ја слушам книги, слушам подкасти кога патувам или кога спортувам и така надам. И за тоа треба, дори се занесуе еве, ја викам да направиме нешто со подкасти, да видиме со Diners дали може да влеземе во некаква ситуација на да им се приближиме на нови генерации и така натаму. Да, али еве, секоја чест. Значи навистина секоја чест. Јас стварно секој пат и у друштво кога седиме, не ми се жалите, збориме се за А нема жалење. Зашто дори ми е мерак она на крајот кога ќе отидат сам кога ќе изџогираш. Да, било убаво, поминало. Дај да видиме денеска да не биде убав денот, да не биде утре, ќе имаме проблем, сигурно. Сигурно ќе се соочиме со проблеми. Замислите во животот да биде без проблем. Замислите во животот, па животот е интересен дека има проблеми. Нормално имаме проблеми кои никој не ги сака. Никој има Овој ваш пригод е многу добар. Апропо човекот со парализирана цела страна, ние тогаш практично стануваме свесни колку можеме да направиме и ние секогаш стануваме свесни за одредени работи кога ќе загубиме нешто или кога не дај Боже некој ќе Да. Тогаш се освестуваме, тоа трае едно 3-4 дена, потом те мели машината и ако не се сосредочиш, ако не седнеш како на училиште, ако не го загрееш столчето, столицата, нема петки бе пријатели. Човекот е најсовршената до сега машина, организам што е на оваа топка земјина. Значи, има безбројни ситуации сме виделе каде што луѓево преживуваат, успеваат од невозможни ситуации. Па ќе ти кажете Македон, Тоа среќа, среќа. Лесно е за тебе да го имаш Бобо, лесно е за тебе да стои овој. Среќата е неизоставен дел на животот. На некој, ајде да го крстиме успех. Да го крстиме успех. Ама, нели, имаат фрази, среќата да ги прати храбрите. Среќата да ги... Како би дошол ти до среќа, ако не... Ја викам, дал некој гол од клупа? Дал кош од клупа? Не. Мора да влезеш, да играш. За да влезеш, да играш, треба да тренираш. Кога ќе тренираш, ќе влезеш да играш, може ќе имаш среќа да се одбие топката од статива и ти да даеш гол. Да. Ама крајот е само среќа.
почетокот, Апсолутно. вежбањето не е среќа. Вежбањето. Вежбањето е напор, сериозен, и јас тоа сакам да им го пренесат некако, да направиме таков наратив од држава. Луѓе, бркајте си работата сами. Баталите тоа, дали некој вето не вето, зборам за работа, за бизнис, да можеш сам да се издржаваш. Вака изгледа, на крај се изгледа лесно. Да, На крај се изгледа лесно. На крај изгледа лесно, а меѓутоа вие се знаете. Јас имам една биографија у која неколку пати сум пропаѓал. И не се срамам од тоа. Ја не се срамам да кажам дека сум имал своји тешки моменти каде што, како да ви кажам, не сум имал, сега не сакам да биде ова дека се жалам, не екзистенција. И на кого да се жалам ја? На татко ми кој е у филхармонија, на мајка ми кој е новинар, и после, не знам, службеник у министерство. Што да им кажем? Еј, види, сега имам проблем. Како се Ни пропадна бизнисот, сега имам проблем, сега што ќе правим? колку бизниси И што пропадна? па неколку не успеа, неколку ни пропадна, некој ги напуштив, не е ништо страшно. На крај крајава, Како се кревате? нешто ќе станеш се бајле. Многу битна работа е да барем во вашиот телефон или роковник на времето имате 100, 200, 300 телефона на кои може да им се јавите и да им кажете здраво, еј, слушај, имам проблем. Значи, не сум, ја немам, не, дали имам еден избришано од, или двајца од мојот телефон. Јас знам дека на таму 3000 луѓе, на вистина верувам ова, значи, кога да се јавам сега и да кажам, Мишко, слушај, имам некоја работа, да можеш ли да ми помогнеш за оваа работа, или за било што, значи, не. За тоа постојат, немој, живот не е вчера, денеска само, живот е зутре. Како се дигаш? Мораш, а што друго остане? Ништо, да кукаш. Што остане друго? Да кукаш. Значи, ќе стане са бајле, ти мора да се бориш. А Што да земе да продаде, што да продаде? Татко ми 1300 за да ја бидам комотен, па да рикнам да бидам скопски елоквентен. Па да ме боли и мене. Еден мој ментор, банкар, вика, ама ти ќе дадеш малце од ова гаранција, малце лична, ја викам. Да, и сега и тоа го практикуваат скоро сите вака озбилни банкари, денеска што работам се. Малце ти ќе дадеш, викам, бе, што значи тоа малце? Абе, не те боли и тебе. Да те боли и тебе. Кога нешто не иде. Па мора да живот. Живот не е комотен. Да. Животот е убав, неизвестен, но не е комотен. Кај знаеме што ќе биде, утре што ќе биде, задутре што ќе биде, прекутре. За Дайнерс верувам. Ама она што можеме е да се бориме таа неизвестност да биде помала. За Дайнерс верувавте дека ќе успее. И после пропаѓање влегувате во Дайнерс. Во секоја работа што сум влегол, чврсто сум верувал дека ќе успее. Значи, кога зборам за пропаѓање, јас имав некој излет во градежништво пред Дайнерс, не ми успеа. Колку пари Тоа загубивте? пропаѓање стотици илјади. Евра? Да, сите што ги заработив претходно ги изгубив. Сите. Сите што ги заработив. Не, сите, буквално сите пари што ги заработив, ја ги изгубив. Значи, нема тука фолирање, сега... Идеме дале, окей. Слушај, ја рикнав. Па нема рикнев, не е тоа страшно. Да. Што е страшно да пробаш? Па Страшно добро. е да не пробаш. Битна е психологијата. Страшно е да не пробаш. Во тие моменти е многу битна психологијата. Види, битно е и за тоа па се враќам на значи ние сите треба да створиме еден амбиент во кој на луѓето нема да им биде страшно дека нешто лошо. Имаше исто да ви кажам, бев
имав среќа да присуствувам на една краток говор на добитник на Нобелова награда за економија од Индија. И он кажуваше за различностите на како гледаат на банките, на економскиот, на финансискиот сектор помеѓу Америка и Европа. Жилавоста на Америка, зошто е пожилава Америка него Европа. Ека, кога ќе дојдеш у Америка да зимаш кредит, ако си пропаднал еднаш или два пати, или пропаднал значи дека нешто си банкротирал, не ти успеал проектот, можеш полесно да добиеш кредит него ако воопшто ништо не си пробал. Затоа што они викаат вака, овој дечко или оваа жена или овој човек пропаднал или не му успел овој проект, ама се смогнал снаги, направил нов и дошол пак кај нас. Жилав ја. Овој ќе преживее. У Европа, ако дојдете и кажете прошиот ми банкротираш, можам ли сега да аплицирам за, они те гледат како со маска. Ама Америка е за тоа пожилава. И за тоа е најголемата економија во овој момент, најголемата. Овде глобалистите ќе ми кажат што ја величаш и не зборам за другите, не мислам дека е ништо. Одма кажа не Кина или, значи ги респектирам сите. Јас сум човек кој немам некаква тоа сега ова е добро, ова е комплетно лошо. Не мислам дека ништо не е комплетно добро и не мислам дека не е ништо комплетно лошо. Од секого, од секде можеш нешто позитивно да најдеш. Но сакам да кажам, тоа се разликите на станување. Знаете, Борис Бекер, неговата најбоља и неговата легендарна изјава која имаше и на ја користам таа во разговор со вработени со значи кога добивав вика турнири, добивав на моето конто во банка. Кога губев турнири, добивав на моето конто на карактер. Од се може да се извлече една поука, ако се сака, и ако имаш некаква цел во животот. Да, и визија. Тоа е многу битна работа. 30 години колку вработени сте денес во Diners? Сега Короната сигурно ви измести малку, како и сите. Многу. Не малку, многу. Пред короната бевме 50 на луѓе, сега сме 30. Се надам дека брзо ќе бидеме 50. Како се борите со банките, например? Вие па не се бориме. Имаат картици, например, и тие имаат Мастеркард, Визакард, ваков карт, таков карт. Сега тука Diners е некаде. Добро, Diners. Добро, тоа не прави по онака да мораме да обстанеме по. Да, де факто де јуре не сте конкуренција, но де факто не сме конкуренција, ние сме помали од банките, ние со банките супер соработуваме, одлична соработка. Они нас не гледат и ние не сме реално конкуренција. Така да во тој дел не гледам некаква опасност, поготоа не со големи банки, мислам тоа дури и со мали. Не играме истиот спорт. Каматите колку ви се? Молим? Каматите колку ви се? Законската зависи од стапката на Народна банка. Значи, овие брзиви кредити ви изместуваат или не? Видите, они само може да не направат подобри. Значи, ги има насекаде, ги има доста, значи дека има некоја потреба од тоа. Да. Значи дека има некоја потреба, најверојатно треба на пазарот. Се што постои на пазарот, некој го бара. Многу казино, многу облажувалници, многу брзи кредити. Некако се говори на социјална држава и пак сакам да не, како кажеш ти, да не одам на кај депресија, ама ама добри пораки испративме за луѓе. Да, не. Се слага тука, ја обично не сакам да се слагам со моите соговорници кога седам, не ради друго. Немам проблем ниту против, знаеш, ако е туристички, ако е Монте Карло една друга, ама. Се до државата и регулацијата
и се до визијата на луѓето што сакаат да направат. Доколку вие немате како држава стратегија или како Скопје град, како Скопје сакате да изгледа за 10, за 20 години, не за 5, не за 2. И ако вие решите дека улица Македонија треба да е најубавата улица во држава, тогаш ќе направите еден проект, ќе се сложат сите околу тој проект и без оглед кој ќе биде градоначалник, совет, таму, не знам како е, ќе ја тераме таа работа. Ако ние кажеме, светот не е решено тоа, барем од она ја што знам, светот се решава со, те работи ги решава со регулирање. Значи, ти кога имаш локал на некоја Кертнерштрасе, на него не можеш да отвориш кога ќе го купиш или ќе го изнемиш тоа што ти сакаш. Значи, тоа е локал. Да излезеш на улицата. Така е. Тоа е па посебна приказна. Значи, тој локал е за кафич. И таму ќе биде кафичот 100 години. И само кафе ќе се служи. Така Нема ноќен клуб. Така е. Во нашиот случај, бидејќи нема таква регулација, а очигледно дека брзиве кредити се барани, тоа треба да се види, тоа има начин на други регулирања, банките, кредит, да видат, мислам, стварно немам ништо. Ајде да не правиме. Не се зборев, исто зборам и за казината. Значи, зашто да не? Зашто да нема казина? Регулирате како што треба да ги регулирате, кажете дека треба, не знам, каде да може да бидат, кој може да влегува во нив, како може тоа да функционира и зашто да нема. Исто као, знаете, највише пекари имаме, и тоа е супер што имаме. И се подобри, се порано беа онака, сега имаш више... Комунистички се, сега сериозно ти е мерак. Така да и тука пазарот ќе си го реши проблемот. Но, сепак бара луѓето што ја водат државата, градот, што претендираат да ја водат државата, градот, да направат стратегија среднорочна. 10-20 години. И да таа стратегија да направат професионалци. Не да биде дневно политичка и слушај, ние сега Јас се надам дека веќе ќе заврши тоа. Па мислам дека јас сум И вие и јас сме живееле со знам, со луѓе обкружени од политика. Морам да ви кажам дека сум ја оптимиста стално. Значи стално сум оптимиста. Јас стално мислам дека нешто добро утре ќе се деси. Па мора да се деси. Да, ја верувам во тоа. При тоа, како што реков, денеска живееме подобро него во 90-та година. Добро. Сигурен сум дека за 10 години, 20 години нашите деца, нашите внуци ќе живеат подобро од нас. Наше да го скратиме тој период. Да и ние да фатиме нешто подобро. Ако не нашиве синови, да не чекаат и внуци. Тоа е наше да направиме. Толку можеме да направиме. Да. А дека ќе живеат подобро, ќе живеат. Завршуваме повеќе од 60 минути. Да не рече дека не сум прашала, ќе рече Радмила Шекеринска што прави, она не се активира во политика или? Не знам, тоа не ќе мора да прашате. Ве допират ли гласови од типот види ги бре, се како беше она, го критикуваат Скопје 2014-та, прават журки во музеот на ВМРО, па го викнале Орце Камче, ви текнува, предпоставувам, на... Апсолутно ми текнува на тоа, бидејќи дури и тие, како да кажам, прозивки беа од луѓе, кои, при тоа не кријам дека ми Орце Камчев пријател, одличен и така натаму. Значи, тоа уопште не е спорно. Доаѓа од прозивки од луѓе кои исто така се дружат со тие луѓе или одат во тој театар. За тој менталитет зборам на луѓе. Ема една, па видите, ама дошле, па може би се бунеле затоа што не сме ги викнале. Може би. Па имаат право да се бунат. Ајде да покажеме ние разбирање дека имаат право да се бунат. Ете, криво им било дека Дајнер Слуп не ги викнал и така дај. Тоа е вака малце да даеме
ведар тон на целата приказна. Но ако земете дека на тој настан имало 500 луѓе, 600 луѓе, и сега тројца рекле вака е, четворица. Да. Во бизнис и воопште во животот не постои поемот сите. Не можете сите ги задоволите. Не можете на сите да им направите убаво. Не можете за сите да направите производ. За сите емисијава да биде. Сите не може да бидат среќни ако ние направиме. Ама тоа е само во Македонија. Јас 2014 имам свое мислење и не го кријам тоа, дека тој проект во голема мера го наруши изгледот на Скопје. Да не бидам погрешно сватен, јас сум за градење, биде модерен град. Но, кој оставам тоа на овие за политика, што се занимаваат така натаму, ама тоа што тоа што е направено, и веќе не си направил ништо да го реконструираш, онда користи го. Така. Онда користи го. А не си мангуп да го рушиш. Значи, онда користи го, онда не се. Ја не сум бил, нити сакам да бидам у ситуација, барем не сега, да решавам такви работи. Значи, ако имаме театар кој е на пристојно место и изгледа како што изгледа, а на луѓето што сакале да направат, што ни организираа прославата, ни рекоа можете таму, можеме таму, не е ништо страшно. Божидар Јанковски, во овој денес благодарам за овој, јас ќе кажем, инспиративен разговор во неколку моменти и мислам дека ќе поттикнеме една позитивна атмосфера. Благодарам што бевте дел од овие бизнис муавети заедно со Фактор МК, ние секако ќе се гледаме. Меѓутоа, поуките веројатно ќе ги преземат сите, а тоа е дека малку искористете ја суетата, завртете ја на подобро, односно доста веќе се жалите, нема работа, ако кој сака да работи, има што да работи. Ви посакам многу успех со Diners, 30 години одите, 40, 50, стигнете до 100, до кога можете, зголемувајте го профитот, па нека има што повеќе успешни приказни во Македонија. Ајде да го разбиеме, да ја разбиваме таа мантра или тоа табу кој ќе излезе некој на Forbes листа од нашиве, па нашиве да се кријат леле не има во на Балканот дека нешто сме не е во во ред петте. со него чиме на Да. Forbes листа. Мислам дека Баш сакам да го разбиеме тоа табу и треба да бидеме горди со луѓе. Нормално ако некој украл дека треба да оди во затвор. Тоа е неспорно, не зборевме не за треба тоа. некој ако вработува 1000-2000 луѓе, вие сега да влегувате во разноразни филмови. Многу успех со Diners, пратам. Благодарам на вас на поканата. Се надевам дека целиот разговор ќе биде позитивно сватен. Немам илузија дека сите ќе најдат баш позитивно во се, ќе најдат замерки 1000, но она што го говорев и што го говорам, стојам позади тоа, верувам дека сами можеме да се избориме за наше подобро убаво, подобро утре, подобро задутре. Емисииве од овој тип, да не биде ја Сердар ти Војвода и така натаму, вас ви посакувам да продолжите и со претходната пат кон успехот и со ова и тоа во овој формат подкаст кој е интересен за поготово помладите слушатели и гледачи, пошто овој на YouTube мислам дека оди. Да, така да благодарам, се надевам дека се видиме во некоја прилика, исто за некоја убава работа. Тоа секако. Благодарам уште еднаш, многу успех. Божидар Јанковски, Бово Diners во бизнис муавети заедно со Фактор МК. Благодарности до Форманова, кои се наши пријатели. Ние почитувани се гледаме повторно следниот петок. Довидување.